Македонија се соочува со значителни демографски предизвици. За речиси 20% се намалила детската популација во изминатата деценија, односно во периодот од 2011 до 2023 година. Според последната анализа на УНИЦЕФ за состојбата со децата и адолесцентите во земјата, споредбено со европскиот просек, ниски се јавните инвестиции во клучни сектори за децата како образованието, здравството и социјалните услуги. На денешната презентација на анализата пред пратениците во собранието, Силвија Кјаручи од УНИЦЕФ истакна дека земјава има и висока стапка на детска сиромаштија, особено кај ромската популација, каде 79% од децата живеат во домаќинства изложени на ризик од сиромаштија. Големо мнозинство не добиваат предучилишно образование, а девојчиња адолесцентките од оваа група се подложни на малолетнички брак. И ова е всушност најнепривилегираната група во општеството и најдискриминирана. Председателот на собранието Африм Гаши најави формирање на интерпарламентарна група за правата на ромите во Македонија, нагласувајќи дека е потребен соопфатен пристап и од останатите засегнати институции. Од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација пак ја истакнаа потребата од промени на дуповите во 17 општини, каде живее ромската заедница. Мислам дека треба да се, особено по двете поголеми заедници во државата, и македонската и албанската, треба силно да се запрашаат зошто дозволуваме ромската заедница да живее на таков начин. Она што е симптоматично е дека секогаш каде што почнува ромската населба, тука и завршува дупот, што е еден системски проблем кој што тлее со години и кој што мислам дека треба да се стави како точка на дневен ред. Анализата покажува и дека додека популацијата се намалува, бројот на наставници се зголемува. 80% од расходите во образованието се трошат за плати, наместо на подобрување на училишните услови. Дополнително, 1 од 5 адолесценти во училиштата пријавиле дека претрпеле булинг. Од УНИЦЕФ препорачуваат земјата да ги следи дадените препораки од Комитетот за права на децата од 2022 година, нагласувајќи улогата на собранието и владата во нивната примена.